Знам дека долго време беше навистина спорно прашање што да се прави со овој магазин. Професорот по историја Джефри Енгел од Јужниот методистички универзитет во Далас вели дека лидерите на заедницата долго време се мачеле да ја балансираат реалноста на атентатот на председателот Џон Ф. Кенеди и начинот на кој тоа негативно влијаело врз градот. Атентатот Кенеди го потврди идентитетот на Далас во американските умови. Далас беше место кое во тоа време беше познато како омразен, мрачен град на многу начини, на националната сцена во однос на политиката. Тоа беше неправедно карактеризирање, но остана како темен облак над оваа заедница со децении. Стивен Фегин е куратор во музеот кој сега го окупира 6-тиот кат на поранишното депо за училишни книги во Тексас, каде што велат истражителите, Ли Харви Освалд пукал во колоната на председателот Кенеди. Ние сме историска институција која ги истражува животот, смртта и наследството на председателот Кенеди и пошироката историја и култура од 1960-тите. Музеот беше отворен во 1989 година и брзо стана врвна туристичка дестинација. Ова е втората најпосетувана туристичка атракција во државата Тексас, веднаш по Аламо. Постојат локации во оваа земја кои се одбележани со насилство и трагедија. Ова е една од нив, слично како Перл Харбор или Светскиот трговски центар, а локациите како ова ни овозможуваат да донесеме правда со тоа што правилно се сеќаваме на него. Фегин вели дека правилното сеќавање не значи дека музеот донесува дефинитивни заклучоци за тоа што точно се случило во Далас во ноември 1963 година. Атентатот, како и многу други работи, е тема која предизвикува поделби. Луѓето обично пристигнуваат независно дали веруваат дека Ли Харви Освалд действувал сам или дека тоа е заговор. Теоретичарите на заговор за Кенеди се уште ја држат контролата врз психата на нацијата на некој начин. Дека можете да отидете во Тексас и да си кажете, ја слушна приказната, можеби и самиот сега можам да ја составам поинаку, затоа што сум го видел тоа со мои очи. Можеби ќе ве заинтригираат нијансите на атентатот, долготрајните прашања околу траекториите на куршумите и медицинските докази, но на крајот на денот нешто умре тука, а музеот се залага за таа неостварена надеж и ветувањето што Џон Кенеди го представуваше. Музеот не е само серија експонати, тоа е и архива. Некои од филмските снимки од атентатот се зачувани и лиценцирани од музеот, како и снимките од очевидци и клучни лица на настанот. Збирно тие го исполнуваат музеот со повеќе од само физички артефакти, кои помагаат да се прикаже моментот историски и локално. Овој музеј одигра клучна улога во помагањето на оваа заедница да ги истера последните преостанати демони од 1963 година. Музеј кој бележи присуство на повеќе од 300.000 гости годишно од 133 земји.